Сега следува третиот разговор. Гордана Софија е во студиото. Имаме интересен разговор во однос на садењето на нови дрва и генералка викенд. Добар ден и ти благодарам што ја прифати мојата покана. Ми кажа сега, пред да бидат вклучени камерите, дека во моментов има акција за садење дрва. Благодарам на поканата. Да, во моментов садиме во аеродром, креираме паркче. Аха, кој дел? Меѓу Ново Лисиче и Лисиче, сега не знам точно името на булеварот, паркче се вика самото место. Веќе е засадено од општината, уредено е, порано било мини депонија. Меѓутоа сега го оплеменуваме со една убава зелена природна ограда, со високи дрвја, да служи на граѓаните. Јас иницијално ве викнав поради вчерашната ваша акција, садевте во Кучково. Да. Што се случуваше на терен, кажете ми? Многу сме среќни и благодарни што на кого и да што времето беше прекрасно вчера. Беше убаво сонце и садевме во Кучково како завршување на холистичко заокружување на целиот проект Зелена Сончева. Генералка викенд е пролетната акција за собирање отпад, а секоја есен пошумуваме Сончева гора. Вчера се пошумија 520 садници, багрем и јасен, горе во Кучково, со помош на национални шуми. Ние како Men and Mountain сме организатори и заедно со нашите официјални партнери, волонтери од овие компании, кои имаат општествена одговорност, ги засадиме сите овие садници. Колку време го правите ово? 5 години. 5 години. Да. Имате статистика, бројка, прогноза, колку успеваате од 500 садници? Колку може да преживеат, да станат вистинско дрво? Ако се засадат во овој период, што е најсоодветен, најпрепорачлив, тогаш од нашето искуство имаме повратни информации од Инспекторатот на Министерството за шуми, од национални шуми, дека околу 50 до 70% успешност, што е супер бројка. Да. Меѓутоа, пролетните пошумувања се малце покритични заради топлите температури, затоа го избегнуваме тој период и ноември и декември се идеални. Дури и февруари. Не е тука опасност студеното време, мразот, или веќе се помеки зимите, па може полесно да фата, така? Помеки се и дури и снег ако падне е препорачливо, бидејќи држи постојана влага на коренот на садницата. Не сум размислил во тој правец. Утре имате исто така интересна агенда, имате изложба 5 години генералка викенд. Да. Каде ќе биде, што ќе се објавува? Ќе се одржи во Europe House во Скопје. Тоа е една патувачка изложба која започна во јуни и беше поставувана во сите европски куки во земјава. Добро. Почнеме во јуни со Тетово, па продолжиме Велес, Крива Паланка, Струмица, Битола, Струга и сега заокружуваме со, се надевам не испуштив нијена, и заокружуваме со Скопје. Утре ќе бидат, имаме принтови на кои има фотографии од сите 5 досегашни генералка викенд акции, што се одржуваат во сите 81 општина во истите денови. Обично е втор викенд од мај, цела држава е вклучена во акцијата и сакаме да ги покажеме резултатите што граѓаните со самото вклучување постигнале. Општините, граѓаните, спортските здруженија, невладини организации, секој еден што се приклучи во акцијата до сега. И стои презентација. За големи поздрави беше тоа што може да го видам и лани и преклани. Генералка викенд, или вашата иницијатива, успеа да направи една најголема, би рекол, екоакција не само во Македонија, туку сигурно и на регионално ниво. Како успеавте да го споите приватниот сектор, јавните институции, невладиниот сектор, волонтери, граѓани? Како пристапувате за се тоа да биде идеално? Наративот е дека ова не е наша акција, иако можеби ние сме ја почнале, ниту сме измислиле нешто ново, луѓето и претходно се собирале, се здружувале, чистеле. Огромен број не, никогаш не било. Наративот е дека ова е наша акција на сите нас и дека сите имаме одговорност да се грижиме за јавниот простор, затоа што е наш простор, на граѓаните им припаѓа. И тоа можеби тоа беше и комуницирано во сите овие години, бидејќи
сите луѓе и граѓаните, да речеме, жителите на оваа земја и луѓето што работат во јавните институции, во приватните компании, во секаде, и тие се жители. И сите заеднички имаме одговорност. Тоа е наративот на генералка Викенд и дека само заедно може нешто да постигнеме. Кажете ми, бидејќи рековте во сите 80 општини се случува 80 80 со градот Скопје, Со град така Скопје. е. Имате пресметка колку отпад се собира за тој викенд? Да, имаме од општините, бидејќи цело време комуницираме со општините. После акцијата добиваме прецизни информации, извештаи колку отпад вкупно е собрано, колку пластичен отпад, колку хартија, бидејќи се селектира. За време на акцијата доделуваме вреки за пластика, за хартија, за лименки и за мешан отпад. За полесна обработка потоа. Да, и веќе тоа треба да не стане и полека навика, бидејќи во иднина тоа следува. Селекција на отпад во домаќинства. Веќе доцниме, не во иднина, меќе. Веќе доцниме, се Веќе надевам во блиска иднина тоа ќе биде веќе имплементирано и дека сите ќе имаме таа свесност дека ако повеќе селектираме, помалку отпад останува за одложување. Кажете ми, што најмногу фрламе, што најмногу се собира? Дали се собира пластика, стакло, кабаст отпад? Како нација, како општество, какво ѓубре фрламе најмногу? Пластика и амбалажа најмногу. Амбалажа од прехранбени продукти, пластични шишиња, се што е пластика, меѓутоа се одложува многу и градежен шут на несоодветни места. Се прават диви депонии? Се прават диви Депонија е збор поим кој што означува нешто што е санитарно контролирано. Се прават диви ѓубришта. Диви ѓубришта. Ѓубришта. Да, не е депонија што велите. Да. Според бројките што ние ги знаеме од Министерството за животна средина, Македонија има над 2000 мапирани диви ѓубришта. Во меѓувреме можеби се и повеќе. И градежниот шут е голем проблем, бидејќи е многу тежок за отстранување. Пластиката буквално завршува сегде, во вода, во реки, посебно реките се таргет, особено на руралните средини. Бидејќи во моментот се губи трагот, го фрлаат и толку, не останува тука, Тоа си со реката си останува и таму, меѓутоа... А несовесниот граѓанин си завршил работа. Да, тие ќе го одложат отпадот, меѓутоа реката не е отпад, не е депонија. Јасно. Реката е вода која што пак ќе се врати кај истиот тој што ја фрлил. Значи, ние повторно ќе ја пиеме таа вода, а ако продолжиме да ја загадуваме со микропластика, па дури и по лињата, се е загадено, тогаш тоа се ни се враќа. Таа микропластика, таа пластика не се разградува. Преку храна, животните ја пасат, ја пијат таа вода, оди во млекото, млечните производи. Значи, тоа е еден цел циклус. И тоа е она што сите треба да сватиме дека се е поврзано едно со друго. Екологијата не е хипи движење, не е хоби, туку екологијата е нешто сериозно, начин на живот, затоа што е поврзано со економијата на крај. Во чиста земја доаѓаат повеќе туристи. Во чиста земја живеат здрави луѓе. Туризмот, ако имаме чиста земја, туризмот ќе процвета, земјоделството ќе добие сосем поинакво ниво. Подобри производи, поскапи производи, тоа се една циркуларна економија, како што кажав. Рековте дека се собира и се селектира, потоа што се прави со отпадот? Каде се носи? Соодветните компании, има компании кои што го собираат селектираниот отпад, постапувачи кои што се со дозвола од Министерството за животна средина, тие го собираат селектираниот отпад, додека останатиот мешан отпад останува на комуналните предпријатија на општините и тие го депонираат на веќе одредените точки што ги има. Сакам да знам каква ви е соработката со Министерството за животна средина, со институциите, со инспекторатот. Соработувате, советувате, што се случува на тоа поле? Комуницираме. Комуникацијата е најбитниот... Колку имате поддршка од нив, од државата? Не знам, потребни се финансиски средства, дали тоа се случува преку европски фондови, државата ви помага и така натака? Искрена да бидам, не аплицираме за европски фондови. До сега не сме аплицирале. Ние не сме невладина, ние сме компанија и имаме политичка неутралност, затоа што сработуваме со сите. Со сите општини, со сите жители, со сите граѓани, со сите институции.
И од Министерството за животна средина имавме мала поддршка на почетокот финансиска, меѓутоа потоа и не аплициравме. Мислам дека тие средства може да се што ги има да се употребат за други исто корисни нешта. Наши партнери се компаниите од приватни компании, бизнис секторот, бидејќи самата иницијатива не треба да дојде поддржана од европски пари, треба да дојде од внатре, од самите нас. Тоа е она што... Јасно, меѓутоа за еден ваков чекор да се направат, треба средства. Да, така? Да. Не може да... Секако тоа ќе се сврти целиот тој бизнис, би го рекол, нели, со отпадот, со преработка, со... Меѓутоа, тежок секогаш е стартот. Стартот беше тежок во 2021. Секогаш има искушенија, меѓутоа... Плюс претходно пандемија, све затворено, така? Првата генералка викенд сите бевме со маски. Можам да замислам. Секој се плаши. Да. Дали да излезам, дали да не излезам. Но знаете, и тоа поминува. Знам. Битно е да има... Прашав како во однос на почетоците, финансите се секогаш главниот проблем. Е сега околу едукацијата. Дали е потребна едукација, а потребна е, се разбира, и за младите, вие имате и направено така наречен еко-час за децата. Што се случува таму? Тоа е во текот, додека трае самата акција Генералка Викенд, имаме меморандум со Министерството за образование. Тоа е начинот на кој ги вклучуваме институциите и УНИЦЕФ и се одржа еко-час Генералка Викенд. Во околу 39.000 ученици учествува, над 1.500 наставници кои што го предаваат тоа градиво. Тоа се одеше преку Министерството за образование и УНИЦЕФ со соодветна програма за се што е поврзано со екологија. Има час да видат каде завршува пластиката, што се случува со пластиката и со отпадот што го фрламе, цела циркуларна екологија да ја разберат, а потоа има задача викендот, сабота и недела, за блиските и со родителите да чистат во домот и да селектираат и на сите места кај што се движат. Баш убаво. Кажете ми сега за крај само, каде ќе се садат дрва во следниот период и што очекувате од следната Генералка Викенд? Оваа година, само да истакнам дека во изминатите 4 години, заедно со Министерството за земјоделство и национални шуми, се посадени 125.000 садници и сите се посветени на волонтерите од Генералка Викенд, сите што излегоа. Годинава беа околу 60.000 волонтери. Убава бројка исто. Да, продолжуваме, меѓутоа од следната година имаме малце поинаква програма, сакаме сите садници да ги донесеме во општините. Ние веќе засадивме 15.000 дрвја во 30 општини, на паркови, булевари, училишни дворови и сакаме сега повеќе внимание да обратиме на тоа и во следните 5 години, се до 2031, сите садници, сите средства што ги имаме за тоа, да ги инвестираме, да ги вложиме во засадување, за зеленување на општините. Посебна грижа за новите садници води некој? Општините, јавните комунални предпријатија, кои? Да, општините заедно со јавните комунални предпријатија, обврската е да се полеват барем во првите 2-3 месеци од како се засадени. Да фати, што се вели. Да фати, да зајакнат дрвца и потоа тие си тераат. Толку имаме за време 20 на минути, мислам дека кажавме се што требаше да се каже во ова, доколку сметате дека треба уште нешто да ни кажете во однос на овие два убави настани, повелете. Мислам дека одговорноста за здрава држава и за нашето здравје на самите нас и секој индивидуално треба да биде свесен дека ако излезе надвор на тротоарот и улицата и ако види отпад, може да го собере. 5-10 минути само да го собере. Така, јас ви благодарам уште за вниманието. Имаме уште 10 минути до првите студиски вести. Почитувани, јас ви благодарам за вниманието со кое што не следевте денеска. Останете со програмата на телевизија 24, како што кажав, за 10 минути првите вести со Светлана Божиновска. Од мене пријатно.